Одлуката да не се додели наградата и оваа година може да се толкува како дестимулативен потег, но и покрај тоа, Комисијата принципиелно стои на ставот дека единствениот критериум за доделување на наградата Горан Стефановски е и мора да биде квалитетот на драмскиот текст. Втора година поред Драмски театар Скопје не ја додели наградата Горан Стефановски за најдобар драмски текст од млад автор до 30 години. Станува збор за едногласна одлука на жири комисијата по анализа на трите доставени драмски текста на тројца автори кои пристигнале на конкурсот. Доставените дела немаат целосно изградена и развиена драмска структура, карактерите во делата се еднодимензионални и повеќе се функции одошто карактери кои го градат драмското дејство. Диалозите се непотребно реторични, информативни или банални. Во меѓувреме комисијата достави предлог до управата на Драмски театар да разгледа 3 можни измени во правилникот за наградата. Според Велјановски, сето ова разоткрива и општествен проблем на кој треба да се осврнат многу внимателно факултетите за театарски и факултетите за драмски уметности во нашата држава, но и филолошкиот и филозофскиот факултет, додавајќи дека целосно застанува зад одлуката на жири комисијата. Мечот е со двеоштрици. Да се додели наградата на нешто што нема доволно квалитет и при тоа да се превземе обврската со неквалитет да се прави представа, бидејќи една од наградите е дека тој драмски текст треба да биде поставен во Драмски театар, со што веќе ги намалувате шансите за успешност на таа продукција. Тоа е едната страна на медалот. И втората, да не се додели наградата како што е во овој случај. Видете, ние можеме да ја промениме и комисијата и да ги спуштиме критериумите, но дали е тоа добро за македонската современа драматика? Во скоро време треба да се донесе решение за да се затвори оваа приказна на најдостоинствен начин, вели Велјановски. Затоа што Горан Стефановски е амблем на Драмски театар и нему му должиме да се бориме и да се избориме за квалитетни драмски текстови.